Благодарам многу. Најпред сакам да им се заблагодарам на организаторите што ме поканија денес на овој настан. Ми представува чест и задоволство што сум тука и што можам да го споделам со вас моето искуство. Јас сум Алвин Салимовски, професор по германски јазик од 2005 година. Работам во основното училиште Браќа Рамиси Хамид како професор. 12 години работев како наставник по германски јазик. Сега во моментот сум директор во основното училиште. Основното училиште Браќа Рамиси Хамид е лоцирано во Шуто Оризари, каде што има две основни училишта, 26 јули и нашето Браќа Рамиси Хамид. Број над 2000 ученици и 99% од учениците се од ромска националност. Надвор од професионалниот живот се занимавам со музика, односно свирење тапани. Но денеска нема да зборувам од позиција на директор. Денеска ќе зборувам од позиција на претседател и основач на Сдруженијето за мултиетничко музичко образование Roma Rock School. Мојата денешна тема е музиката во образованието како средство за мотивација и интеграција. Што направив? Музиката во образованието. Основното образование во Република Македонија е задолжително и концепцијата за 9-годишното образование се организира во 3 наставни периоди. И тоа од прво до трето оделение, од прво до трето, од четврто до шесто и од седмо до девето оделение. Музичкото образование како задолжителен предмет е застапен во сите оделенија, односно од прво до девето оделение, и е предвидено да се изучува од прво до пето со 2 наставни часови кои ги реализира оделенскиот наставник, а од 6 до 9 оделение по 1 час музичко образование и ги реализира часовите предметни наставник по музичко образование. Тука се поставува прашањето, нели, дали оделенските наставници кои се запишани на Педагошката академија се доволно квалификувани да го предаваат предметот музичко образование. Не дека не сакам да ги навредам оделенските наставници, но сепак сметам, нели, ако се запишеш на Педагошка академија, тогаш сакаш да бидеш наставник, а не музичар. И затоа сметам дека предметот музичко образование треба да го реализираат токму музичарите. Исто така, предметот музичко образование, како што реков, од 6 до 9 оделение е застапен само еднаш неделно, што сметам дека треба да барем да биде 2 пати неделно. Плановите и програмите за музичко образование се повеќе теорија, а помалку музицирање. Нели, сите сме биле деца и доколку наставникот ти зборува за класика, едноставно не ти интересира и ти ствара еден вид одбивност кон предметот.
Зошто музиката е важен дел од процесот во образованието? Досега се направени бројни истражувања во светот кои го докажуваат влијанието на музичкото образование врз креативноста, позитивните емоции, самостојноста, тимската работа и одговорноста на учениците. Учениците кои посетувале часови по музичко образование постигнуваат подобри резултати во изучување на јазичните вештини, односно странските јазици и математика, отколку оние кои не посетувале. Изучувањето на музиката им помага на учениците во развивањето на говорните вештини и меморијата. Едноставно не прави посрекни. И тука американскиот филозоф и психолог Вилијам Џејмс вели: не пеам зашто сум среќен, среќен сум затоа што пеам. Музиката ги поттикнува децата да останат фокусирани на училиште. Таа е еден од најзборуваните јазици низ светот. Без разлика на бојата на кожата, религијата или етничката припадност, музиката знае да не спои сите. Во мојот говор, како претседател на Roma Rock School, морам тука да ги спомнам и ромите, односно ромите и музиката. На голем број роми низ историјата основен извор за екзистенција и опстанок била музиката. Тие биле забавувачи кои употребувале различни инструменти, пееле и танцувале со цел да заработат за своите семејства. Речиси никој од нив немал соодветна едукација за користење на инструментите, но и покрај тоа тие совршено владеле со своите инструменти, учејќи од своите предци, без да поседуваат никакво елементарно знаење за читање ноти. Тие ја користеле нивната надареност, напорна работа, смисла за музика и огромниот музички талент, односно музичкиот слух. Ова на некој начин е тажно, бидејќи тие немале можност да се образуваат и да ги развијат и подобрат стекнатите знаења за да ја изградат својата професионална кариера. До ден денес тука не е сменато многу и не е направено нешто со цел да се потикне, да се зајакне, охрабри, мотивира или стимулира музичкиот талент на ромите. Откако е основан факултетот за музичка уметност во Скопје во 1966 година и музичката академија во Штип во 2007 година, до денес во Македонија од вкупно 53.879.000 жители, според последниот попис што го имавме, некои други извештаи на Советот на Европа велат дека ромите се околу од 134.000 до 260.000 роми. Замислете, дипломирани роми на музичката академија досега има само околу 15, што е премала бројка. Кој е проблемот или предизвикот? Иако Шуто Оризари има многу интелигентни и талентирани млади луѓе, пристапот до музички инструменти и часови по музика поради сиромаштијата на нивните родители е оневозможен. Парадоксот е очигледен. Лошата економска состојба на родителите ги ограничува образовните можности на децата, според кој музичкото образование представува сон што е невозможно да се реализира. Сакам неколку збора да кажам како дојде до идејата, односно како се роди идејата за Roma Rock School. Главната мотивација за основање на ова здружение
е неспорниот музички талент на ромите како заедница. Но покрај тоа што ромите се музички талентирани, сепак бројот на музички образовани роми за жал е многу мал. Токму тоа е и една од главните цели на Roma Rock School. Зголемување на бројот на музички образовани роми. Познато е дека ромите својот музички талент го изразиле во многу музички правци, но досега никогаш не е направен спој помеѓу рок, хеви метал, прогресив рок и традиционален ромски мелос. Фокусот на Roma Rock School е токму тоа, да создаде еден вид нов жанр во музиката. Пошто се разликува Roma Rock School од останатите невладини организации? Постојат повеќе невладини организации кои делуваат во полето на образованието, здравството, правото, културата и традицијата. Во неколку од нив се негува и ромската традиционална музика. Она пошто се разликува Roma Rock School од останатите невладини организации е тоа што е прва од овој тип. Ја практикуваме рок музиката и рок културата. Создаваме спој од рок музика и ромски традиционален мелос. Овозможуваме бесплатна музичка едукација на деца и млади кои што немаат можност тоа да си го дозволат. Изучување на теорија на музика и солфеж со цел да се положи приемниот испит во средно музичко или на факултет. Тука можам да кажам дека ова представува голем проблем и покрај талентот што го поседуваат ромите за музика. Проблем е што не може да се запишат во средно музичко или на факултет, затоа што претходно немале нижо музичко и не може да ги положат токму овие приемни испити. Соло пеење, изучување на инструменти и свирење во бенд, одржување на концерти, пишување и снимање авторски песни, организирање на летни музички кампови и каде што секогаш кога детето трга во музичко на курс по музичко, почнуваат со билјано платно белеше. Наместо тоа ние свириме System of a Down, Tool, Audioslave, Guns N' Roses, Pantera, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin и така натаму. Накратко сакам да кажам за првиот проект на Сдруженијето. Го носи истото име, Roma Rock School. Се спроведуваше минатата година од септември до декември. Проектот беше финансиран од швајцарската организација Фриденсбрюке, односно Мост на мирот. Целта на овој проект беше формирање на рок бенд со млади талентирани ученици роми, надоградување на нивното музичко образование, особено во областа на рок музиката. Тимот на Roma Rock School на 15 септември, ова како звучеше на 15. На 15 септември организира аудиција на ученици од браќа Рамис Хамид кои сакаат да учествуваат во овој бенд, на која се пријавија околу 17 ученици. Од тие 17 избравме 6 ученици кои се членови на Roma Rock School бендот. Тоа се Валентино Алјуш, гитара и вокал, Мела Сейфулов, гитара,
Омер Шабан кларинет, Самуил Сулейман пијано, Ѓолхан Абдиев тапани и перкусии и Трајман Весел тапани и перкусии. Морам да напоменам дека овие деца се на возраст од 14 до 16, од 13 до 16 години. Учениците под менторство на Неврус Бајрам и јас 3 месеци вежбаа за да создадат еден нов жанр во музиката. Секој ден од понеделник до петок има проби. Морам тука да кажам дека најпрвен вака рок музиката кај нас во ромската заедница не е многу атрактивна, како да кажам. Многу малку луѓе слушаат, практикуваат рок музика. И ова, кога им пуштивме први на дечињата, беше малку чудно. Ау, дисторзија, не никако, едноставно не влегува во уво. Меѓутоа, слушајќи ги песните, првин ги вежба оригинално песните какви што се, и тогаш во еден момент им рековме, ајде сега можете да импровизирате, да вметнете нешто ромско. Тука веќе стана интересно. Тука веќе од втората, трета проба, пробите стана многу поинтересни од првата. Денеска скоро секој ден прашуваат кога ќе имаме проба. Беа подготвени следни песни. Sweet Child O' Mine од Guns N' Roses, Cochise Audioslave, Like a Stone Audioslave, ја преработивме и официјалната тема на Game of Thrones, Psycho, System of a Down, Chop Suey, System of a Down и Sober. Членовите од бендот, неколку од нив, двајца имаат посетувано нижо музичко образование, но останатите немаат посетувано никакво музичко образование претходно. Со овој проект сакавме да им дадеме на еден начин екстракурикуларно музичко образование, да можат да се посветат повеќе на музиката. Една од побитните работи во проектот беше што доколку сакаат да учествуваат во проектот, односно во бендот, мораат да имаат просек најмалку 3,5. На почетокот ова беше проблем затоа што некои од членовите има по 2, 3, 4 единици. И па имаше и бркање од бендот, но за рок од 1 месец сите оние што имаа слаби оценки успеа да ги поправат оценките, па да постигнат дури поголем успех од 3,5. Алвин, уште една минута те молам. Да. Привршувам. Она што сакав да го кажам е дека ми е многу драго дека соработката ја проширивме и дека не работиме само во браќа Рамис и Хамид. Започнавме соработка со средното училиште Никола Карев, благодарение на професорката Емилија Ристановска, која работи исто така со училишен бенд. Тие ни помогна во делот, односно вокали. Денеска ќе имате чест да ги слушнете Мија Скендеровска, Бисера Анастасовска и Ангела Поповска заедно со Рома Рок Скул бендот. Ви благодарам многу.